Приме за најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот, што се беше актуелно денеска, ќе погледнете веднаш по најавите. 11.000 за пратеничко место, кривична за Прилепчанец. Жителите од Превалец бараат да се вратат чуварите на железничкиот премин. Традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер започнува од утре. Изграден е бизнис центар во Кавадарци, плод на прекугранична соработка помеѓу Кавадаречката општина и општината Едеса од Грција. Проектот Бизнис информативен и иновативен центар е финансиран од програмата ИПА-1 на Европската Унија за 2007-2013 година. Ова е четврти поред проект од прекуграничната соработка со што Кавадарци општина со најмногу реализирани проекти на национално ниво. Мартина Митков ни ги пренесува информациите. Општина Кавадарци доби бизнис центар, проект кој беше плод на прекуграничната соработка со општините Едеса и Кавадарци. Центарот е финансиран од ИПА-1 програмата на Европската Унија, со кој се изврши реконструкција, адаптација, модернизација, опремување, а истиот ќе го користат млади бизнис предприемачи и регионалната стопанска комора, се со цел подобрување на бизнис климата во Кавадарци. Овој е завршен настан по овој проект. Ваквиот проект предвидуваше многу активности кои што со овој завршен настан не престануваат. Општина Кавадарци се стреми кон градењето и конституирање на проекти кои што имаат долготрајност, односно имаат одржливост, така да овој проект во понатамошната фаза ќе се финансира од страна на општина Кавадарци, односно од буџетот на општина Кавадарци и има за цел да го поддржи бизнис секторот, предприемачите, новите предприемачи, како и оние невработени лица да добијат да бидат повеќе квалификувани за пазарот на трудот. Со овој проект се финализираше првиот програмски период од 2007 до 2013 година. Задоволство од соработката изрази и Евангелис Киријаку, директор за туризам при општина Едеса. Цврсто убеден дека општинските администрации на двете општини имаат силни капацитети да го поддржат бизнис секторот не само во областа на туризмот и земјоделието, туку и во други сфери. Нашата идеја преку овој центар е да ги поддржиме сите добри бизнис идеи кои што се однесуваат на конференции, состаноци и други настани со цел сакаме и сме цврсто убедени дека потребно ни е една конекцијска точка, тоа би требало да биде новиот граничен премин кој што би подобро ги поврзал двата региона, односно двете општини Едеса и Кавадарци. Кога се мисле на пат кој што ќе ги поврзува културните, историските, традиционалните и бизнис секторот во смисла на акции кои што треба да се реализираат на. Ова е четврти проект поред од прекуграничната соработка со што Кавадарци е една од општините со најмногу реализирани проекти на национално ниво. На новинарско прашање за изградбата на бизнис центарот, градоначалникот Александар Панов вели дека истиот е изграден со европски пари. Нема да има ограничување да овој простор биде користен и од други субјекти од општина Кавадарци, да се помогне во подобра бизнис клима, во подобри контакти, размена на искуства, на одредени семинари, советувања, идеи во правец на измени на законите и одредени идеи кои што ќе подобрат бизнис климата и во Кавадарци и во Република Македонија. Освен бизнис центарот, плод на прекуграничната соработка се и проектите: гастрономски патишта на Кајмакчалан со кој се изгради новиот музеј, проект за електронска аукција на земјоделски производи, преку кој се направи платформа за електронска аукција на земјоделските производи, кој за жал многу малку е користена од земјоделскиот сектор во општина Кавадарци, и проектот за локалните заедници во еколошки акции, со кој се изгради поголем дел од колекторскиот систем на општина Кавадарци. Сите овие проекти се со вредност од околу пола милион евра.
Железничкиот премин кај населеното место Превалец без чувари. Жителите бараат да се вратат вработените, бидејќи се чувствуваат небезбедно, а стравуваат и за животите на децата. Анкетираните жители велат дека автоматскиот уред за давање на светлосен и звучен сигнал често не работи. Бараат решение за ваквата ситуација. Да се вратат вработените на железничкиот премин кај населбата Превалец. Ова е барањето кое жителите од населбата го испраќаат до надлежните. Се чувствуваат небезбедно, стравуваат за животите на децата. Преминот кој беше обезбедуван и физички, од први овој месец се обезбедува само со собраќајни знаци. Без човек на преминов, мислам, знаат што се случи пред неколку години. За една година имаше преку 10 собраќајки. Имаше и жртви. Значи, не сакаме да се повтори тоа. Сакаме да се врати човекот назад, така да се осеќаме безбедни. Не само ние жителите на населба Превалец. Сите населени места натаму што гравитираат. Одреден број на ученици од горниот дел на населбата преминуваат секој ден за наш школа. Дечиња, забавачиња, прво одделение. Значи, како ти тоа дете ќе го пуштиш секој ден, треба да го испргаш и да го пречекуваш од школа. Кога си имат човек на рампата поставено, значи и родителот, и детето, и сите се осеќаат побезбедни. Не знам што да кажам, значи немам коментар. Не е добар начинот на кој што е спроведена таа одлука, а и како, зошто и што е, не знам. Чувствуваме понебезбедно. Предходно си имаше чувари, сега нема ништо. Децата ни одат на школа, возот брзиот сабајле не ни запира, значи оди бргу, не ни запира. Префектна е улицата, имаме камиони од фабриката што тераат, имаме фабрики, автобуси минат, а децата па и ние не сме безбедни. Зошто се повлечени двајцата вработени од овој железнички премин? К1 телевизија ги праша надлежните. Во писмениот одговор на Македонски железници инфраструктура стои: Јавно предпријатие Македонски железници инфраструктура, поради реално соочување со недостаток на персонал за извршување на предвидениот редовен технолошки процес, не е во можност и понатаму да врши дополнително обезбедување на патниот премин Превалец. Чуварот на патниот премин ќе биде повлечен, почнувајќи од 1.9.2017 година. Наведениот патен премин е осигуран со автоматски уред за давање светлосни и звучни сигнални знаци и собраќајни знаци на патната сигнализација и спаја во втора категорија, со што и го исполнува и надминува начинот на осигурување на патниот премин предвиден со правилникот. Автоматскиот уред за давање на светлосен и звучен сигнал честопати не работи, велат анкетираните жители. Токму затоа, тие велат дека за безбеден премин неопходно е тука обезбедување да има и од вработените во Македонски железници инфраструктура. Еве неколку дена не ни бевме ни известени дека нема, дека например укинете си тие работни места. Значи можете да погледнете во моментот колку е фреквентен овој пат. Наму гравитираат неколку фабрики, преку 10.000 народ живее. Има знаци поставено, ама некогаш знае семафорот и да свири, а воз да не мине. Значи има поставено, тоа кај им е грешката, не знам. Доколку не се вратат вработените и тие да го безбедуваат преминот, жителите од населбата Превалец најавуваат дека истиот ќе биде блокиран. годишен прилепчанец се здоби со кривична пријава за сторено кривично дело измама. Имено пријавениот во текот на минатата година лажно се представувал дека е вработен во Министерството за внатрешни работи, во Управата за безбедност и контраразузнавање, при што измамил женско лице од Велес, дека со негово посредство ќе ја возможи да биде зачленета во одредена политичка партија, а потоа сместена за координатор за град Велес, како и кандидат за пратеник во изборна единица, за што оштетената му дала 700.000 денари. Разбојништво на бензинска пумпа на автопатот Велес Скопје кај село Ражаничино се случила ноќаска, информираат од Министерството за внатрешни работи. Имено две вооружени лица извршиле разбојништво над вработината, при што и одзеле засега неутврдена сума на пари. Две вооружени лица извршиле разбојништво вчера утро 4:30 часот на бензинската пумпа на автопатот Велес Скопје кај село Ржаничино, информира Министерството за внатрешни работи. Тие од вработената одзеле засега неутврдена сума на пари, пошто го напуштиле местото на настанот.
од страна на полициски службеници по превземени мерки на надвозникот кај село Јурумлери било сопрено возило во кое се превезувале 3 лица, меѓу кои биле и двете кои одговарале на описот што бил даден од страна на оштетената. Лицата поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело разбојништво биле лишени од слобода и се пренесени во полициската станица Газибаба за понатамошна постапка. Учебната година за учениците во село Клуковец не започна. Ова е обвинувањето со кое денеска излегува од општинската организација на СДСМ Велес. Весна Стојанова Богоевска вели дека училиштето било руинирано и дека градоначалникот Чадиев бесправно во отчетот навел дека е извршена реконструкција. Демант одма после тоа. Учениците во село Клуковец се уште не започнале да одат на настава, а училиштето е руинирано. Тоа е уште едно од лажните ветувања на Чадиев и ВМРО ДПМН, а објектот се уште не е реконструиран, обвини на пресконференција Весна Стојанова Богоевска од СДСМ. Според неа, градоначалникот Чадиев бесправно во отчетот навел дека е извршена реконструкција на ова училиште. Сепак, тоа не беше причина за Чадиев во својот така наречен отчет бесправно да наведе дека ги реконструирал покривот и прозорците на училиштето во Клуковец. Го повикуваме јавно Чадиев да каже дали знае дека учениците во село Клуковец не посетуваат настава и дали ја знае причината зошто учениците не се на настава. За овој проблем побаравме став од градоначалникот Славчо Чадиев, кој рече дека е запознат со ситуацијата со учениците и дека истите не посетуваат настава. Не се на училиште поради ветувањето на Министерството за образование и наука, односно владата што е предводена од СДСМ, дека ќе им направат ново училиште, што е и обврска на Министерството за капитални проекти во било која општина во сегментот на образованието да ги решаваат проблемите, го ветуваат со години училиштето, воопшто не се ни почнати нити да прават проект, нити припремни работи, додека општина Велес во изминатиот период го има санирано кровот на училиштето. Училиштето не е у добра состојба, го има санирано кровот и опреми уште една училница. Општина Велес во изминатиот период ја заврши целата постапка за актот за село Клуковец, каде може да се гради училиште. Сега останува на Министерството за образование да го даде проектот, а општината ќе ги ослободи од комуналии, истакна Чадиев и остро ги демантира обвинувањата од страна на СДСМ. Инаку во училиштето во Клуковец учат околу 50 на ученици. Општината е во постојана комуникација со родителите на учениците, истакна Чадиев, и додаде дека доколку Министерството за образование и наука не започне со изградба на ново училиште, општина Велес ќе реконструира уште една училница. На пресконференцијата на СДСМ со писмена реакција се јавио од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Во писмената реакција стои: пред само 1 месец владата на Зоран Заев и СДСМ скрати цели 55 милиони динари од буџетот кои беа наменети за изградба и реконструкција на училиштата. Од нив 25 милиони динари беа наменети токму за изградба на основни училишта. Каде беше Весна Стојанова Богоевска од СДСМ тогаш да излезе на пресконференции и да бара средствата во буџетот за основните училишта да не се кратат? Каде беше Богоевска тогаш да побара од незиниот сопартиец и сегашен пратеник во Собранието на Република Македонија, Панчо Иванов, да гласа против кратењето на проекти за училиштата? Стои во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Реконструкцијата на најстарото училиште во градот Свети Кирил и Методи беше проект кој на претходните локални избори го ветивме во програмата на градоначалникот Славчо Чадиев и ВМРО ДПМН, рече на денешната пресконференција Каролина Попова. Деталите во продолжение.
ВМРО ДПМН е политичка партија која континуирано го применува принципот на отчетност пред граѓаните. Преку оваа форма на презентирање на сработеното од лице место, сакаме да ги запознаеме граѓаните со проектите и достигнувањата на локалната самоуправа, предводено од ВМРО ДПМН, рече денеска на пресконференција Каролина Попова. Еве како изгледаше училиштето Свети Кирил и Методи пред неговата реконструкција. Денес, после завршениот проект, сликата е целосно променета. Да подсетиме, во изминатиот период се постави нова кровна конструкција, се изврши замена на подовите со нови изработени од високо квалитетен материјал. Се постави нова фасада и се заменија старите прозори со нови изработени од ПВЦ материјал. За подобрување на наставата во училиштето набавени се и нови 150 клупи и 300 столчиња. Попова подсети дека во ова училиште е реконструиран и топловодниот систем, инсталиран и нов котел за целосно затоплување на објектот. Низ бројки, Попова вели дека целокупната инвестиција во ова училиште изнесува околу 15 милиони 500 илјади денари. Изминативе 4 години ќе бидат запаметени како период во кој се вложила најмногу во образованието во градот. Во сите основни и средни училишта во Велес, во поголем или побал обем, реализирани се најразлични инвестиции и реконструктивни зафати со кои значително се подобри образовната инфраструктура во општината. Проектите на ВМРО ДПМН се видливи. Попова вели дека реализираните проекти се одговор на потребите на граѓаните, кои знаат да направат разлика, кој ветува, а кој реализира она што е ветено. Викендов започнува традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер. Голем број активности и настани се предвидени овие 4 дена. По повод денот на ослободувањето на Кавадарци ќе биде одржана свечена седница на градскиот совет, а ќе бидат одбележани 40 години од изградбата на спомен костурницата во градскиот парк. Мартина Митков со деталите. Од 7 до 10 септември по 37 пат во 53 годишна историја на Кавадарци ќе му се случи традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер. Како и секоја година, така и ова, првиот настан што ќе го означи почетокот на оваа долгогодишна манифестација е вечерта на виното и песната посветена на Никола Бадев, која ќе се одржи утре на градскиот плоштад со почеток од 21 часот, а претходно од 19 часот ќе биде одржана свечената седница на општинскиот совет. Во петок во музеј галеријата од 12 часот ќе биде отворена изложба насловена Тиквешки гроздобери 1964-2016. Подоцна во 13 часот ќе се одржи дегустација на вино и грозје на градскиот плоштад. Програмата ќе продолжи со концертите на Епидемија и Нокаут, кои се закажани со почеток од 20 часот и 30 минути. Првиот фестивалски ден ќе заврши во ресторанот Моклиште, каде точно на полно ќе бидат избрани винскиот крал и кралица, кои ќе го предводат Тиквешкиот гроздобер. Саботната програма започнува во 11 часот со меморијалниот турнир во женска кошарка Сестри Китеви, кој ќе се одигра во спортската сала Јасмин, додека час подоцна во малиот парк ќе започне традиционалниот турнир во табла. Најпосетените настани започнуваат во 18 часот, за кога е закажан стартот на Тиквешкиот карневал, по чие завршување ќе следи уметнички перформанс Огномет и концертот на хрватската звезда Северина. Во недела од 11 часот на градскиот плоштад, граѓаните ќе имаат можност да ги видат уличните забавувачи, а свои настапи ќе имаат и учесниците на детските фестивали Гроздоберчи и Ластарчиња. Во 18 часот и 30 минути ќе се избираат најдобрите вина, додека во 21 часот ќе започнат настапите на групите Депеш Мод Трибют и DJ Никифор. Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски истакна дека извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука да му ги предложи на Централниот комитет следните кандидати за градоначалници. За Прилеп актуелниот градоначалник Маријан Ристевски, за Бравеница Стојан Тодоровски, за Демир Капија актуелниот градоначалник Трајче Димитриев, за Новаци Лазар Котевски, досегашен градоначалник, за општина Ѓорче Петров екс-министерот за транспорт и врски Владо Миселовски, за општина Гостивар Дафина Стојановска, за Тетово Горан Манойловски, за Радовише предложен актуелниот градоначалник Сашо Николов, за Вевчани Светомир Угриновски. Продолжуваме со вести од Македонија.
Третиот дел од анкетата на Институтот Павел Шатев, спроведена во периодот помеѓу 29 август и 1 септември 2017 година на 1250 испитаници, покажува дека партијата чиј лидер е Никола Груевски се уште ужива најголема доверба кај народот. Според анкетата, граѓаните веруваат дека ВМРО-ДПМН, како и досега, ќе ги исполни своите предизборни ветувања дадени кон нив. Мал дел од анкетираните веруваат во ветувањата на СДСМ. На прашањето на која партија верувате повеќе дека ќе ги исполни своите предизборни ветувања кон граѓаните, 36,4% одговориле дека тоа е партијата ВМРО-ДПМН. Само 16,7% дале одговор за СДСМ. Помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, која партија сметате дека може да обезбеди повисок економски раст и отварање на нови работни места? Е второто прашање од третиот дел на анкетата. Дури 53,5% од анкетираните граѓани истакнале дека тоа е ВМРО-ДПМН. На прашањето дали имаат доверба во политиката на СДСМ за отварање нови работни места, само 20,4% на ова прашање одговориле дека веруваат во партијата на Зоран Заев. Истражувањето беше спроведено на ниво на Република Македонија, каде беа опфатени сите 6 изборни единици, како и повеќе демографски карактеристики на населението, вклучително пол и возраст, а исто така е направена и поделба според руралните и урбаните места на живење, при што Скопје е земено како посебна целина. Владата на Република Македонија на 26-та седница ја усвои декларацијата за слободни и фер избори. Согласно истата, се препорачува на сите носители на јавни и државни институции, како и на вработените во органите на државната управа, да ги преземат сите неопходни законски мерки, како и политички и институционални чекори, да го гарантираат неприкосновеното избирачко право на секој граѓанин и да обезбедат почитување на принципот на тајно гласање, за да може гласачите да гласаат слободно. На сите носители на јавни и државни функции, како и вработените во органите на државната управа, им се препорача да обезбедат изборниот процес да се одвива непречено, за да се избегне измама или друга незаконитост и да ја одржат неговата безбедност и интегритет. Шпанската и мароканската полиција разбија терористичка организација составена од 6 членови, наведуваат преку соопштение. 5 од уапсените лица се мароканци, а еден е шпанец со мароканско потекло, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи на Шпанија. Истрагата потврдила дека 6 терористи планирале напад во двете земји. Регрутирање на нови членови се обучувале за напад со нож и организирале тајни состаноци, се наведува во соопштението. Продолжуваме со вести од светот. По најновите нуклеарни проби извршени од Северна Кореја, Борис Џонсон, шеф на британската дипломатија, повика меѓународната заедница да воведе нови санкции. Обраќајќи се во парламентот во Лондон, Џонсон го повикал Советот за безбедност да донесе нова резолуција, што е можно побрзо и да се воведе дополнителни санкции, а со цел да се покаже единство и решителност кај меѓународната заедница. Шефот на британската дипломатија посочил и дека севернокорејскиот амбасадор во Британија бил повикан во Foreign Office, каде му била врачена формална протестна нота за најновите нуклеарни тестирања. Северна Кореја во неделата предизвика глобална вознемиреност со својата досега најсилна атомска проба, за која тврда дека станува збор за хидрогенска бомба. Ураганот Ирма ги празни Бахамските острови. Властите ја започнаа досега најголемата евакуација. Се евакуира населението од островите од јужниот дел на архипелагот, од каде се очекува ураганот на стихијата. Властите веќе издале наредба населението во првите острови да останат во своите домови. Електричната енергија во регионот е исклучена. Се очекува првиот удар од ураганите Антигва и Барбуда. Властите на француско-холандскиот остров Сент Мартин и на францускиот остров Сент Бартелеми, кои се дел од Атлантскиот архипелаг, предупредуваат за бранови со височина од 12 метри и за опасност од големи поплави во крайбрежните реони. Се очекува Ирма да премине преку американските и британските острови, Порто Рико, Доминиканската република, Хаити и Куба, пред да стигне до Флорида во текот на викендот. Американскиот претседател Доналд Трамп веќе прогласи вонредна состојба на Флорида, Порто Рико и девствените острови.
Стихијата се приближува со брзина од 24 км на час и ветар со брзина од 297 км на час. Денеска имаме променливо облачно време со сончеви периоди. Во западните делови со зголемена облачност и локален краткотраен дожд со појава на грмежи, проследено со слаб до умерен ветер од северен правец. Ова индексот има вредност 5. Во текот на ноќта времето ќе биде ведро и посвежо со мала облачност и со слаб ветер од северен правец. Утре не очекува претежно сончево време со свежо утро и слаб до умерен северозападен и западен ветер. Ова индексот ќе има вредност 7. Минималната температура ќе се движи од 2 до 13 степени, а дневната највисока температура на воздухот ќе биде во пораст и ќе се движи во интервал од 23 до 30 степени. Метеоинформациите се последни во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно.